Пред само неколку дена овие некогаш раздвижени улици беа преполни со луѓе, но откако започна војната меѓу Хамас и Израел, стариот град на Ерусалим личи на град на духови. Туристите и аџиите избегаа, плашејќи се дека бруталното насилство на појасот Газа и областите околу него и границата со Либан би можело да пристигне и тука. Како што можете да видите, тоа е како штрајк. Многу малку луѓе излегуваат, нема туристи, никој не влегува во продавница. Многу е тажно. Повеќето продавници се затворени, а оние малкумина што работат едва имаат муштери. Некои трговци велат дека доаѓаат на работа само колку да не бидат дома и да ги гледаат вознемирувачките вести за војната. Луѓето навистина се плашат дека насилството може да дојде во Ерусалим, слично на случувањата во Газа и во пограничните области меѓу Израел и Либан, како и Израел и Газа. Во црквата на Светиот гроб, едно од најпосетуваните места во Ерусалим, многу малку луѓе присуствуваа на неделната миса. Свештениците овде велат дека никогаш не ја виделе црквата толку празна како што е сега. Малкумина се молеа и кај западниот зид. Во христијанскиот кварт Јахја Атиех вели дека е тука уште пред создавањето на државата Израел во 48-та година, продавајќи сувенири за туристи и аџи. Тој вели дека ниту во најнасилните времења не го видел градот како што е сега. Не, како сега не. Ова е прв пат да го видам градот толку празен, поради големата војна во Газа. Во првите 9 месеци од 2023 Ерусалим брои речиси 2,7 милиони туристи. Сега, собствениците на продавници се прашуваат кога ќе се вратат повторно туристите.